Добро вечер. Ова се лекции по урбана култура, епизода 3. До сега одржавме две епизоди. Едната епизода беше со Challenger, другата епизода со Daisy Family Rescue. Можете да ги погледнете на нашиот Facebook профил и YouTube канал. Третата епизода, особено задоволство, имам е тоа што со нас е Горијан Јовановски, кој што е изумител на апликацијата Мој воздух и со така и на Мој миленик и ред други апликации изуми, меѓутоа нешто што нас многу не допира, посебно во актуелниот период во зима пред Нова година и Божик, е загадувањето на воздухот. Па така сме седнати сега во кафулето Котур во центарот на Скопје и да разговараме за некои прашања кои што сите прво многу луѓе не знаат кој е човекот позади Мој воздух, а потоа и нели да не инспирира, да видиме што можеме, како можат и други да му помогнат, да придонесат и така натаму. Здраво, Горијан. Ќе си го подаваме микрофонот. Заради тоа ќе бидам концизна со прашања и концизни одговори. Најпрво ме интересира, значи прво не знам точно пред колку години постои апликацијата. Јас се сеќавам, ти имам гледано на телевизија на некоја интервју, не знам на која, на Телма или не знам кај беше. На Канал 5, да. И тоа беше пред 3-4 години, сигурна сум. Прво ме интересира како дојде до оваа идеја, што те мотивираше, колку долго време ти требаше да направиш. Значи, чисто да разговараме првен за почетоците, како започна се. Фала многу прво на покана во емисија, плюс ми се свиѓа и место, многу е кул, концептот е кул, така да сите да ги гледате и другите видеа, трасни. Мој воздух започна во 2014 зимото, така да сега напуни 5 години пред некоја недела. Започна како начин да јас научам да програмирам Android апликации. Значи, беше зимост, бев студент, сакав да направам Android апликација, да искуцам. И си реков, окей, што да биде темата на оваа апликација. И баш во тој период беше актуелно надвор, загадувањето беше и разгледав податоците на сајтот за Министерството за животна средина, на нивниот сајт, каде што се објавени податоците за загадувањето. Почнав да ги чачкам, ги најдов оние raw data, баш податоците компјутерски кои што би ми користеле, и откако ги анализирав, сватив колку на вистина надвор е загадено и што значат тие бројки што за мене не беа ништо посебно. И решив дека тоа може е добра идеја за да се направи една ваква апликација. Мојата прва апликација за Android да биде таа, али дефинитивно не очекував да биде тоа што денес стана Мој воздух. Супер. Исто така, конкретно ова за податоците, значи многу интересно што многу податоци, дали за воздухот, дали за други прашања, се достапни на интернет. Меѓутоа за обичните луѓе и луѓето кои што не се во таа струка е многу потешко да стигнат до тие информации. Така што ти на еден начин си направил многу демократски потек да ги извадиш тие информации од институциите и да ги дадеш на послужавник на граѓаните. И многу интересно што тие информации се буквално достапни за секоја населба посебно, буквално се. Исто сме разговарале со многу луѓе дека не се сигурни дали се веродостојни тие податоци, нели? Исто така некогаш можеби некои институции се вадат на тоа дека можеби тие податоци не се веродостојни, меѓутоа не знам кој е твојот коментар во врска со тоа? Да, посебно на почетокот на Мој воздух, пред неколку години имаше доста коментари во стилот да не се веродостојни, фалсификувани податоци и така натаму. Некогаш дури и од страна на некои владини сектори. Моментот што многу луѓе треба да го разберат е дека посебно податоците од државните мерни станици ги земам директно од сајтот на Министерството за животна средина. Така да нема простор прво за манипулација на тие податоци, а второ многу лесно е да се потврди дека тие податоци се исти и на Мој воздух и на сајтот на Министерството за животна средина. Повторно, секако веродостојноста на податоците пред самиот извор, значи пред да дојде до Мој воздух, има шанси секако да бидат сменети. Се надевам дека до сега не се, јас лично немам приметено во последните 5 години дека нешто такво се случува, но сите податоци што се на Мој воздух можат многу лесно да се проверат од кај да доаѓаат и дека на вистина се тие.
посебно што во последните години се повеќе волонтерски сензори се појавуваат низ државата, што многу помага да овие 19 мерни станици кои што се со страна на министерството им се надополнат податоци од црните точки или слепите точки низ државата каде што не знаеме какво е загадувањето. Со помош на овие волонтерски станици сега и тоа се знае. Така да има поголема слика на таа тема. Значи ти од една страна покажуваш буквално рол модел за како еден студент од Електро, Финки, добро, знам дека е битка таму, како може да го искористи буквално својот магистарски или каков труд, не е труд, дипломски труд, да помогне на својот град. Значи тоа е par excellence пример за сите останати. Од една страна, од друга страна, значи можеш да покажеш како тоа понатака може да се развие до тој степен што сега во моментот е подалеку од нашата земја, значи се користи на целиот Балкан, во Србија многу го почна да го користат, исто така јас сега ќе кажеш и за кои други земји, меѓутоа баш имав шанса да се познавам со луѓе од Сараево и они исто ми кажуваат дека ние во Сараево го имаме истиот проблем. Така што многу интересно што значи не се работи за локален проблем, се работи за регионален проблем и твојата апликација баш заради тоа е бум на регионот. Да, дефинитивно мислам ние како држава не сме црното пајче. Не сме единствените кои што го имаат овој проблем. Овој проблем иако е светски, во регионално ниво овде целиот Балкан страда од сличен проблем од аерозагадувањето. Мој воздух во моментот е лајв во 9 земји, цела екс-Југославија плюс Албанија плюс Грција. Сите земји ги има покриено во моментот, со тоа што се надеваме да шириме и понатаму. И идејата е слична како што беше таа во Македонија. Значи да продолжат да се шират информациите за граѓаните да станат се што е можно посвесни колку загадувањето им штети нив лично и колку навистина надвор е загадено, дека не е само магла или не е тоа што викавме со пријателите порано мирис на зима, туку навистина е нешто лошо што не е само мирисот на зимата. Така да, како што спомна во Србија имаше прилично голем бум оваа сезона, апликацијата стана доста популарна што мене ми е навистина драго. Знам дека Белград има голем проблем со загадувањето исто и ова се надам дека им помага на луѓето е еден вид на алатка за активизам и за пронаоѓање решенија на нешто што навистина на сите нам ни штети. Одлично. Сега, во тие земи исто ги превземаш податоците од нивните министерства? Така? Да, добро, окей. Сега ме интересира нешто повеќе за тебе како личност. Ти не живееш во Македонија, живееш во Амстердам и тоа уште нешто исто така фасцинантно, затоа што тоа е доказ за како младите кои што не живеат во оваа земја сепак можат да допринесат за животот во земјата и тоа и како треба да биде за поздрав и за пример. Исто така, значи кажи ни за твојот живот во Амстердам. Да, јас пред 4 години се преселив во Амстердам, завршив овде додипломски студии на Финки, продолжив на мастер студии на University of Amsterdam и потоа се вработив. Сега сум вработен во booking.com, сајтот за хотели, веќе 3 години. Но како што спомнам, мој воздух општо како тематика и како проект е моје бебе, кажано, и немаше шанси да го оставам, посебно знаејќи дека голем број од моите пријатели, моите роднини се уште живеат овде и мене, кај да сум во светот, мене секако дома си е дома. И навистина вложував труд да најдам начини како да помагам не само преку мој воздух, туку преку различни други проекти, Волонтирај МК, кој што беше агрегатор на сите волонтерски организации, или Рециклирам МК, кој што беше со Пакомак соработка за едукација на луѓето како да рециклираат, или ова што е најновата апликација Мој миленик за помагање на миленчињата. Наоѓав начини и примери кои што можеби функционираат во странство или веќе се имплементирани во странство, што би можеле да бидат доста корисни кај нас дома за унапредување на општеството. И мислам дека стигна до тој степен да научив доволно надвор во странство, што за некој месец сега се враќам назад и се селам повторно назад во Скопје. Фала ми значи на вистина. Со цел да се фокусирам исклучиво на овие проекти. Значи исклучиво на моите проекти, се надевам дека ќе биде некоја поголема позитивна промена не само овде, туку и во поширокиот регион.
Па не, јас само на ова ќе додам коментар во врска со тоа што проблемот не е само наш и на другите земји. Генерално, обично, decision makers ја користат оваа теза као не се секирете, не е само кај нас сегде. Меѓутоа, јас не сметам дека тоа треба да го гледаме како оправдување, туку напротив, треба да најдеме начин да си ги средиме нашите проблеми и нас да не биде поубаво овде, затоа што нели воздухот е нешто основно. А од друга страна, со ова што може да се види колку е загадено, тоа е исто како, например, на пакетче што го купуваш од супермаркет, можеш од позади да видиш колку има калории, колку има шеќер, така. Значи, буквално додава една друга вредност. Многу беше интересно што оваа година беше прогласен номиниран за маж на годината. Тоа и лани дури, браво. Тоа е многу, мислам, не знам која е таа организација, кои се критериумите под кои што се определува маж на годината. Меѓутоа, мене ми беше интересно што има некој лик што буквално не знам, другите беа некој, не знам, спортист, политичар, мислам класични фигури. И ти, и баш буквално го шернав тоа као маж на деценијата, не на годината, затоа што не требаат повеќе такви мажи и жени без разлика. Како чувствуваш дека фидбекот од страна на медиумите, од страна на, не знам, некои популарни мрежи, што мислиш во врска со, значи, со тебе, интересот кон тебе, кон твојата работа, и дали сметаш дека треба да биде поголем со цел да се прошири оваа идеја уште повеќе и подобра? Мислам дека со текот на годините се надевам бар дека ќе поголем дел од луѓето стекна доверба дека пробувам да направам нешто кое што е позитивно за општеството, дека немам скриени намери, немам задни намери, дека ова е од профит или дека ова е некој си начин да добиам некакви екстра поени негде. И мислам дека голем дел од медиумите веќе веруваат во тоа, што за мене навистина ми значи. Нормално, како што спомнав на почетокот, имаше обвинувања со мој воздух кога излезе дека си дел од ова или дел од тоа или дел од секоја можна политичка партија во Македонија. Но мислам дека со тек на времето луѓе сватија дека чекај, немам никакви задни намери и дека навистина пробам да направам проекти кои што ќе помогнат овде. Зашто си работам во Booking, не е дека ова го правам од финансиски аспект. Така да се надевам дека ќе продолжи тоа и еден проект што пробав сега да го направам и навистина беше, мислам, според мене успешен, е да не направам јас проект. Туку да почнам да мотивирам луѓе други да го прават тоа што јас го правам со овие проекти. Мислам дека се сеќаваш, излезе пред неколку месеци историја во вестите дека на текстилните работнички низ Македонија им се повредени правата, начинот на кој што се беа третирани, и навистина тоа ме шокираше како приказна, бидејќи овие луѓе најчесто немаат голем глас и немаат начин. Да, дефинитивно. Но побарав од луѓе на социјалните мрежи и реков, дечки, има ли некој кој што е заинтересиран да направи ваков проект? Се јавија дечки, направија проект кај што им помагаат на луѓево, а јас не бев нешто многу инволвиран во тоа, туку дозволив они да го истераат. Што мене навистина ми се допадна. И си викам, окей, ова е еден социјален проект, можат и многу други да го следат овој пример. Во ред, за крај ќе прочитам некои Инстаграм прашања кои што на нашиот профил Мелем Скопје, следете го на Инстаграм, ги поставија некои луѓе. Што е по професија, кажавме. Колку години имаш? 26. Женско прашува, добра. Колку време работиш на оваа тема? На аерозагадувањето веќе е 5 години од кога се формираше мој воздух од 2014. Како да се намали проблемот со загадувањето? Да, спомнавме, мислам дека е прилично комплексна тема ова. Според мене, мислам дека првично нешто што треба да се направи е странска сертифицирана лабораторија да дојде и да направи едно реално, финално, конкретно испитување од каде потекнува ова. Има начини на правење на тоа истражување. И кога ќе знаеме точно од кај потекнува, дали навистина како што се вели домакинствата се големи од придонесувач кон загадувањето или индустријата или автомобилите, ќе можеме да почнеме да правиме конкретни чекори кон нивно решавање. Сега ова што се случува и со протестите и со екоорганизациите, веќе има одреден број на барања кои што како ја дел од тие организации веруваме дека ќе помогнат кон решавање на овој проблем, и се надеваме дека државните институции сериозно ќе пристапат кон разгледување нивно.
Добро. Што според тебе, значи без разлика на овие испитувања, е главен извор за загадување? Дефинитивно мислам дека и индустријата и домакинствата играат некаква улога овде. Според мене обрнуваме многу малку внимание на индустријата и има downplaying на таа тема, но некако верувам искрено лично, без конкретно подкрепени податоци, дека и индустријата стварно игра голема улога во загадувањето на воздухот. Според податоците, во кој период се активираат, најчесто сензорите покажуваат дека црвено и загадено е надвор. Така да, стварно искрено според мене мислам дека секој индустријски објект треба да има собствен сензор и на тој начин ќе може да видиме дали навистина е тоа така или стварно не играат голема улога и ќе се расчисти таа дилема еднаш за секогаш. Добро, за крајве можеме да порачаме како секој граѓанин лично би влијал кон намалување на загадувањето, кои се твои препораки за промена на животниот стил, за намалување, значи колку толку на овој проблем? Една главна препорака на сите кои што можем да им дадам е да излезат од комфорт зоната. Значи, многу е лесно да останеме во комфорт зоната, но со самото излегување од нашата комфорт зона може да почнеме да ги менуваме нашите лични навики, кои што може да допринесат кон една позелена средина. Менување на начинот на транспорт низ градот е една од главните работи кои што може да се случи, но и доколку веруваме дека може властите да пробаат и да ни помогнат во решавање на овој проблем, да не останеме како луѓе со Facebook активизам, туку и да излеземе на улица, да искажеме незадоволство и да поднесеме, да ставиме притисок тамо каде што треба, со цел да се каже дека навистина не сакаме да живееме во една средина каде што имаме вакво енормно загадување. И гледам дека ова се активира се повеќе и повеќе, само сакам да го бутнам уште понатаму да речам како стварно луѓе, излегуваме надвор од комфорт зона сите и се надевам дека може да затворам мој воздух по некоја година да ви реко нема потреба Македонија е чиста, нема логика да работи апликацијата тука. Баш ми е мило, одлично, се надевам дека уште многу вакви дискусии ќе се водат на оваа тема и ова е само мини почеток. Ви благодарам за сите оние кои што го гледаа ова видео. Продолжуваме понатака со други теми, сепак за нашиот град, затоа што ние се занимаваме со проблеми, Мелеем Скопје се занимава со актуализација на простор и сите проблеми што се поврзани со градот, со цел подобар град за сите нас, затоа што сакаме да живееме во Скопје и да ни е убаво во нашиот град. Поздрав, чао!